Добровечер почнување гледачи, евне со емисија Отворено за, во која го гледате соговорникот. Љупчо Димовски, човек од земјоделието. Љупчо, здраво. Добро најдов. Добро дојдете во Тиквешијата. Секогаш ми е задоволство кога сум во Тиквешијата и во Кавадарци посебно. Кога бевте од 2009 до 14 мислам, беше министер за земјоделие, доаѓате често во Кавадарци. Редовно. Тоа ми беше прво дел од тековните обврски што ги имав како министер за земјоделство, а второ имав воспоставено многу непосредни релации со лозарите. И дали ќе и ги знаете проблемите на лозарите? Па ја мислам вака имав една пракса за сите клучни работи да се консултирам со две страни. Првата страна беше со науката, да речем, со професорите, но задолжително после сето тоа јас се разговарав и со лозаропроизводителите, односно со нивните представници. Да не ги напоменувам по име, сите ги поздравувам. Затоа долго останавте на оваа функција, тоа значи дека сте били успешен? Па јас сметам дека тоа беше еден добар период во работењето на претходната влада, во кој што направивме еден прогрес сериозен во земјоделскиот сектор, и кога многу работи беа поставени, а сето тоа како што треба, а сето тоа беше резултат на правилните аграрни политики, земјоделски политики, што ги имавме концепирано, но и на она голема визија за тоа што сакаме да биде. Македонија е предодредена да биде со сите предуслови што ги има и климатски и почвени за успешна земјоделска држава. Добро. Тоа не значи дека само земјоделскиот сектор ќе се развива, но ќе се развива паралелно со индустријата. Во економската сфера земјоделието да се... земјоделството е една, прво би рекол, како што доаѓа времето, се помалку трудоинтензивна гранка, затоа што се воведуваат нови техники, нови машини и така натаму, се олеснува човечкиот труд, меѓутоа, во Македонија е сепак специфична заради тоа што има неколку битни карактеристики. Прво, за државата е многу значајна од социјален аспект, заради тоа што се ангажираат многу голем број на луѓе кои што интензивна е за повеќе луѓе. Да, тоа се 300-400 македонци кои што се занимаваат со земјоделство. Второ, економскиот дел од земјоделството е многу битен, затоа што покрај земјоделството се врзуваат во земјоделското производство и другите гранки од стопанството кои што од, да речем, хемиската индустрија, хемискиот сектор, еве конкретно пак за Тиквешијата да ја отвориме темата, и оние жици, столбови и така натаму што се користат за лозовите насади. И третата работа е финансискиот аспект, кој што мораме да признаеме дека е мощно битен, затоа што без оглед колку е сега процентот на учеството во бруто домашниот производ на земјоделското производство е многу намален, сепак во тоа време беше забележителна ставка. Што сакам да кажам со тоа? Ние од 2008-2007 година за прв пат започнавме прво скромно со некои си 5-6 милиони евра земјоделски субвенции, кои што истата година се зголемија на 22. Потоа направивме една посебна програма за финансиска поддршка на земјоделците. Тоа беа почетоците. Почетоците, да. Во кое што вкупниот износ на субвенциите го дефиниравме на 150 милиони евра годишно. Во тој дел беше и програмата за рурален развој, затоа што покрај земјоделското производство ние сакавме да го развиеме и селото. За да го развиеме селото, моравме да обезбедиме услови за да можат луѓето на еден достоинствен начин да живеат, да се задржат на село, да обработуваат земјата и по тој основ да заработуваат за екзистенција и така натаму. И тоа беше успешен период во кој што, еве, меѓу другото, за прв пат почнавме да значителни количини на земја. Во стачарството ве паметам, многу луѓе се вратија во конопиште наше во Бошова, се вратија со стада овци. Точно. Беше стимулативно да се одведува. Значи ресорот е вака моште комплициран. Ова само почеток на муабетот.
и сточарството и така натаму. Значи обезбедувавме средства и за овчарите, заради тоа на Убави плати се земаше, да. ташно, значи платите се зема врз основа на очекувањата кои што ги имаа луѓето за да се задржат на пасиштата. Ова ми беше зборот. Значи ние го зголемивме драстично извозот на земјоделски прехранбени производи. Добро. И тој во одредени години се движеше над 800 милиони евра. Тоа е голема сума. Тоа е голема сума, значителна сума, што ќе значи дека вкупниот износ на субвенциите кои што претходно ги дававме, значи ние почнавме со 5-6, па 22, па 40, па 60, 80, 100, 120, 150 милиони евра, кога ќе го собереме тој износ до тогаш, до 2014-15 година, на вложени финансиски средства преку субвенциите кај земјоделците, и кога ќе го споредиме со вкупниот извоз, ние всушност со 2 годишен извоз ги имаме покриено сите инвестиции во земјоделството. И тоа е најголемата моја сатисфакција, заради тоа што тоа треба да представува пример како треба да се продолжи понатаму. Споредбата ќе направиме малку подоцна кога ќе зборуваме за земјоделието денес. Да. Денес кај викнавме и во неколку улоги, меѓу другото за земјоделието, меѓутоа викнавме како председател на Социјалистичката партија на Македонија. Да. Од кога сте на оваа функција? Ова е трета година после смртта на нашиот долгогодишен председател Љубисав Иванов Дзинго. Одржавме конгрес пред 3 години, скоро, и на кој што делегатите на конгресот на предлог на скоро сите општински организации едногласно ме избра мене за нов председател на Социјалистичката партија, што за мене представува голема чест и голема обврска, а во исто време, затоа што јас по потекло и роден сум во Велес, го чувствувам тоа дополнително како една обврска, затоа што зачетоците на социјалистичката идеја уште од 1890 година се преку Васил Главинов Велешанец. Така да после Васил Главинов прв Велешанец кој што доаѓа на чело на Социјалистичката партија сум токму јас. Зошто Дзинго беше председател на партија долго време? Да нема и тој некоја линија со социјалистичката идеја? Од времето, да. Уште од живењето во бившата држава, тој беше и републички пратеник, беше етаблиран во партија, и сојузен пратеник, етаблиран во политиката. Така е, точно. Тој одреден период беше најстариот, највозрастниот пратеник во собранието, но и пратеник со најдолг пратенички стаж од сите останати. Мислам дека со Стојан беа тука некаде. Почнување не следите во рамките на емисијата Отворено за со Љупчо Димовски, кој ни е гостин, тој престои овие денови во повеќе градови во Македонија, меѓу другите во Кавадарци, ќе одржи состанок со своето членство, веројатно во рамките на подготовките за наредните избори кои ни следуваат на 8 мај. Или на 7, или на 6, или на 5, важно ќе бидат после 5-6 месеци. Димовски, вие сте и пратеник во Македонскиот парламент. Да. Како е да се биде пратеник? Ни кажавте како е да се биде министер со идеи, како во парламентот? Таму сте член на неколку комисии, ако не таму сум и председател на комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство, и член во комисијата за економски прашања, комисијата за европски прашања. Во 6 комисии денеска гледав. Така, да. Во 6 комисии сте член. Каква битка водите таму сега? Ја во овој период најмногу се концентрирав на битката во делот на земјоделските политики, односно во делот на законите кои што се доставува од страна на владата во собранието, и како пратеник, председател на партијата социјалистичка, но и како пратеник во делот на пратеничката група на коалицијата Обнова на Македонија. Добро. Ние зазеднавме можете принципиран став дека сите оние закони кои што се во интерес на граѓаните на Република Македонија од наша страна ќе ја добијат безрезервната поддршка. Но сите оние закони кои што увидовме дека се штетни по интересите, сведоци сме на многу бројни афери и ние по секоја цена... Би сакал да нешто проговориме за тоа, меѓутоа да кажете. Да, ќе дојде време за тоа. Сакавме да ја спречиме
да го спречиме изгласувањето на тие закони, затоа што последиците од нивната примена ќе беа мощно лоши, затоа што еве сега зборувам како претседател на Комисијата за земјоделство, ние не само што внимателно се однесувавме кон доставените закони, туку дополнително предлагавме закони, конкретно затоа што сме сега во Кавадарци, закони кои што се во интерес пред се на лозарите. Знаете, се наоѓаме во ситуација да предложениот закон, конкретно измена на законот за вино, За вино мислам дека е, да. каде што сакавме да ја обврзиме владата да формира комисија која што ќе ја дефинира производната цена. Кој сега ја дефинира таа Никој гарантирана цена која? Никој не ја гарантира, ова е безвластие. Нема ставено титулар на гаранцијата. Затоа што сметавме Точно тоа. дека основата за формирањето на откупната цена треба да биде не смее да се случи да биде Не стручно лице. Не, да се случи производната цена да биде повисока од откупната цена. Тоа да. Јас сум и порадикален во предлозите. Ево, отворено го кажам и пред вашите гледачи да слушнат за следново. Просечната откупна цена за килограм грозје треба да биде 30 евроценти. Тоа се 18 денари. Тоа е регионалната просечна цена и пошироко. Тоа е гарантирана цена под која не може да се откупува грозје. Ако има понизок број на шеќерни единици, Боже мој, ама да нема осцилации, плюс минус 5%, 10 во ред. Ама да нема она што кај нас го има, 11-12 денари. Да. Гревата е тоа. Да. Јас затоа се солидаризирам и ги разбирам сите проблеми со кои што се соочуваат лозарите и нив во овој период на безумие, би рекол, од страна на откупувачите и на одредени големи винарски визби, Ја мислам дека не смее да се дозволи да бидат ставени во таква ситуација. Згора на сето тоа, Да. кога беше ковидот, кога беше онаа болест, пепелница, што е за пред неколку години беше тоа. Не беше толку интензивна годинава, интензивна меѓутоа и тогаш беше, да. Но тогаш имавме ситуации кога грозјето за 2 денари се откупуваше. Така. Е сега Да не биде фрлено за 2 денари, дајте. да, и наводно ќе се преработува во вински Во дестилати, дестилати, да. кај е тој дестилат? Го направија вино цело грозје. Го направија вино. Да. Па јас знам дека е тоа така и Направија знам вино. дека во одредени винарски визби Ама зидоа џабе суровина. се преработуваше Така е. грозјето, а со среба во друга винарска визба се пренесуваше, затоа што се... Не ли е тоа криминал? И како не е? Тоа е чист криминал. Не, тоа е најголем лоповлук на сметка на честните лозари. Да. Вложиле труд, вложиле средства, трпение. Добиле 2 денари. Да. Со што ќе ги прехранат тие семејства? Ја. Со што? Со Година пари ќе повторно купуваат? треба да одгледуваат грозје. Треба да се инвестира. Да. Значи да се вложи во препарати, во има Многу една џубрево, работа. 300 чуда. Да. Така е. И значи тоа е под достоинството на секој човек неговиот труд да не се вреднува. Јас сум претседател на Социјалистичката партија која што дополнително идеолошки внимава на достоинството на сите граѓани, а со само Посебно тоа и на таа група на сиромашните луѓе. Сиромашните граѓани. И ние мораме да водиме сметка за нив. Ние ако немаме среќен земјоделец или задоволен земјоделец, немаме да имаме ни добро земјоделство. Немаме да имаме ни добро производство на грозје, ни добро производство на вино. Се рефлектира во целото општество таа Тачно. среќа и несреќа. Не може политиката на владата во изминатиот период да беше, како што беше, да ја фаворизира улогата на винарските визби, да се дават енормни износи на Десетини субвенции. евра. Да. И повеќе се, милионски износи. Не знам, јас знам за 10 евра Ги дава знам на јас сите. семејните винари. Значи, дали се по основ на ИПАРТ европски средства, дали Зошто се... лозарите не добија вака пари? Па ја немам одговор заради тоа што Мислам, си правиме тоа е мојот. во умот на Тие што овие ја прават луѓе. главната суровина за виното. Па нормално е тоа. Ја значи Тоа ми е затоа чудно. ние иницииравме своевремено и донесовме Добро? посебен закон за земјоделски задруги. Да. Зошто го кажувам? Замер таа идеја, таа работа замер. Сега
како нема да забране кога го укинаа тој закон за земјоделски задруги. Навистина. И ние водевме жестока борба во собранието, тогаш на Комисијата за економски прашања, затоа што Министерството за економија беше тоа кое што понуди закон за задругарство, со кој што законот за земјоделски задруги се укина. Добро. А земјоделските задруги треба по сила на новиот закон за задруги да се имплементираат по критериумите кои што тој закон ги има дефинирано. Ама закон за задруги, воопшто задруги за произведувачи на електрична енергија, закон за не знам кои други произведувачи, тој закон е многу тешко да се имплементира и да за земјоделското производство. Затоа ние не без причина донесуваме закон исклучиво за земјоделски задруги. Патем, првата земјоделска задруга Кочо Рацин, уште 47-та година, значи за време на бившата Југославија држава, беше формирана во Лазарополе. И преку искуството на работењето на таа земјоделска задруга, понатаму во тогашната Сојузна скупштина се креираа законите во делот на земјоделството и на задругарството. Тој период на присилно зачленување во задругите остави белези и една недоверба на земјоделците кон задругарството, заради тоа што имало ситуации кога не сите биле задоволни од тоа зачленување во задругите. И после осамостојувањето на Македонија, со нашето предлагање и носење на овој закон за земјоделски задруги, имаме потешкоти да ги организираме земјоделците да почнат да се здружуваат. А многу едноставна целата работа. Прво, тоа задругарство, значи или кооперанство, не сме го измислили ние или во бившата тоа функционира во некои држави во Западна Европа. Тоа функционира и во Америка и на и во Франција, функционира. Гледат скоро емисиите, многу добро. Моќноста на земјоделците кога се здружени е многу поголема. И тие се поконкурентни кога ќе дојат да преговараат. И за цени и за количина. За се. И да ги делат исто, значи едно е кога ќе се набави механизација некоја количина за одреден препарат, ѓубрево и така натаму. Ако се купуваат 100 кила е една цената, ако се купуваат 10 тони е сосема друга цена. Значи по тој осно се помали трошоците на производството, а ако е помал трошокот на производството, тогаш разликата во цена е поголема, а по тој основ и добивката. Ние дури одевме дополнително со тој закон да имаме дополнителни субвенции за земјоделските задруги да може да ги плаќаат раководителите на тие задруги, да не ги плаќаат тие, туку државата тоа да го прави. Инвентарот да биде набавен од страна на државата. Компјутерите или ние сметководствени услуги од страна на државата. Дури се обврзавме на првата земјоделска задруга што ќе биде... Нека им тргне на луѓето, нека им тргне работата. Што ќе биде формирана во Облешевско-Кочанскиот регион, кај оризопроизводителите, да им обезбедиме соодветен комбајн, ама значи најсоврен комбајн кој што може да го користат тие за жнење на тоа. Имавме уште и други замисли, значи тоа е процес кој што треба да се надополнува. А сега доживеавме тој закон да биде укинат, ма ја ветувам и знам дека... Ајде, кога сме кај ветувањата, ако останете во овој сектор на земјоделие, што би направиле? Многу работи. Прво, да го вратиме земјоделието на стартните позиции од 2015-16 година. Што е било тоа, во најпросто кажа? Редефинирање на програмата за субвенции, добро, ревизија на комплетната распределба на земјоделското земјиште во државна собственост. Не може најквалитетно земјиште да биде земено под концесија за поставување на фотоволтаици. Тоа е злосторство према државата. Нели ние професорот Вучков од Струмица вика, па тоа е најголема штета, најголема непријателство кон сопствената земја. Така е. Понатаму, еве, повторно за лозарството да се осврнеме. Да, повеќе. Значи, ние имаме од Бога дадено, како добиено таква, да речем, убава работа, да можеме да бидеме добар производител на грозје,
високо квалитетно, Така е. со најубави перформанси и по основ на шеќерни единици, на состојки и така натаму, дори кој што количина. се произведува Така убаво вино. Ние ја имаме таа среќа да можеме да имаме една автохтонна сорта вранец од Кратошијата, со која што сме како една од ретките земји која што ја има таа среќа и ја има можност да произведува црвено вино, не секоја земја земја може да така. прави црвено Тоа вино. сте управо. Да. И второ, ако веќе се помага на винарските визби, тоа може да биде во делот на зголемување на процентот на извоз на флаширано вино, а не на наливно вино. Значи, да го намалиме извозот на наливното вино во цистерни, а да го зголемиме извозот или пласманот на виното во флаши. Што би направиле за лозарите? Прво, ќе седнеме заедно да го направиме новиот закон за вино. Така е. Да го искреирате. Сега има некој закон за вино. Има, со гарантирана цена на драфт грозјето. верзијата, имам сериозни приметби, не викам дека е лош, Да, значи да. многу е За подобро прв пат има сегашно. гарантирана цена. Да. Ама знаете која борба беше за тоа? Да. Веројатно сте... Второ, значи, Министерството мора да се ги засука ракавите. Добро. Второ, секторот за вино таму да си ја работи работата. Второ, подсекторската група да се состанува редовно. Значи, овие што се задолжени за за грозјето, тука пред се, значи, самите лозари да учествуваат на Во тие креирањето составоци. на состојбите. И сега еве праксата како сум ја правил јас. Повеќе. Значи, ако се сака да се има успешен организиран откуп, за ова не случајно го кажувам. Добро. Кај нас има све, само нема организиран, а уште помалку па откуп. Има плячка. Има плячка. Така е. Јас кажувам... Оставено име на плячкашите да работи што Ја така. кажувам 18 денари за килограм. Добро. Ја знаеме овогодишнава цена колку е. И тоа е трагично. Каде е и намален приносот, Од 60%, десеткуван, така да. е, така е. Таму и уште и цената е ниска. Што правев јас? Значи, прво ќе седнев со винарските виспи. Колку имаат на залиха во танковите, ама не да ми кажуваат приказки, него ја ќе пратив инспекција да провери дали е тоа така. Луѓе од Колку имаат намера, од која сорта на грозје? колку да е откупат. откупот? Добро. Второ, колку сметаат дека би требало да биде откупната цена. Добро. И кога ќе ги имав тие параметри, тогаш правев посебен состанок, ама само со лозарите. Добро. Ние сакаме толку, ние сакаме за ова да биде вака и да биде така. Значи, да се исполнат желбите на двете страни е невозможно. Значи, мора да се има компромис. Тоа се сложам со вас. Ќе попушти едната страна, ќе попушти другата страна, но битно е да бидат и двете страни задоволни Така. или релативно задоволни. Затоа што ако една страна е задоволна, а другата не е, тогаш ништо не Тоа се што правиш направи лоша на работа. работата. Лош дил е тоа, да. Кога ќе го издефиниравме сите работи со лозарите, повторно правев средба со винарските визби, а после тоа правев заедничка средба на која што ќе се подадеше рака. Кој ја одредува цената за грозјето? Кој ќе одредува цената на грозјето? Гарантираната цена. Вака. Како е сега, како сметате вие дека треба да биде? Значи, многу е битно... Во месец јули негде на почеток или август. Ова јас го правев уште на почетокот на мај, ја морав да ги имам За расчитано порано ги почнувате вашите Ако финанси. чекам јас август месец, јули месец да мене ништо не сум направил. Ајде со трапезното грозде немаме Може, проблем. да. Таму нема проблем. Да, таму нема. Така. Ама со вин... Зошто кажувам? Да. Ние имаме отприлика 240.000 тони род на грозде, Од прилика од кои тоа е да, prosечен род. Да. 50-60.000 се трпезно грозде, Така. а скоро 180.000 тони е винско грозде. Поголема Од тие 100.000 винско грозде, 180.000 винско грозде, отприлика 30.000 тони самите лозари го преработуваат во вино, во ракија, За домашна и така, употреба. за домашна употреба да речем. Добро. И тука овозможивме тие подроми што ги има да можат да се ги регистрираат како домашни винарски визби. Што е добра страна. Што е добро. Одлично. Одлично. Значи, тоа беше наш предлог. Овие од сегашна власт... Сега е многу живна таа работа. Така. Многу е живна. Така и треба да биде. Многу е живна. Да. Со тоа што ние и како обврска, значи државата
имаше должност да изорганизира откуп за 150.000 тони. Отприлика толку е капацитетот на сите винарски визби кои што може да прифатат За винското грозје. за винското грозје. Добро. Зборам за трапезото, уопште тоа не е Окей. проблем. Што правиме сега со тие 150.000? Значи, Тоа е голема количина. во моје време, ја можам да кажам дека секогаш кога сме имале при крајот критична ситуација да не може да се откупат сите количини, тогаш во пресрет ни излегувала Повардарија винарската визба. И они, ако дефинирале дека ќе откупат 30 или 40.000 тони, се случувало и 50.000 тони да откупат. И да ја спасат. И да ја спасат До бебата. некаде, да. Со другите големи винарски визби, такво разбирање и таков начин на соработка сме немале. Ја зборам од искуство. Сега се сменете некои политики, меѓутоа да речеме тиквеш ова година бараше грозје, бараше, немаше грозје, веќе отиде во Молдавија да бара грозје. Така, чувме. Па добро, сега Немаше грозје, едноставно немаше во тиквешевите грозје. имаме ние голем хендикеп, што како земја која што не е членка на Европската унија, имаме забрана за извоз на грозје, винско. Ау. И тоа е голем проблем. И хендикеп е Значи, тоа. можеме ние вранецот да го извезуваме, например, во Црна Гора, каде што има Дојдоа таму тука да производ- бараат Па, купци, знам. така е, и од Босна и Херцеговина дојдоа. Меѓутоа, да бидеме на чисто. Да. А ако им го продаваме вранецот на црногорците, тогаш со свој камен се удираме по глава, заради тоа што од наше грозје тие прават наводно црногорско вино, кое што е конкуренција на нашето македонско Така вино. е. Управо сте. Но, како излезно решение, за да им се излезе во пресрет на Лозарите. лозарите, не е никаков проблем и на такво нешто. Но државата треба прво да направи све да го откупи. Да. Механизмите да ги Да. за да ги Имаме замрзнат. проблеми со Смедеревката своевремено, па таа извезувавме, знаат лозарите и овие помали откупувачи како одеше тоа повторно во држави соседни, кои што се членки на Европската унија и кои што своевремено традиционално од таа по старите ќе се сетат меѓународна поделба на трудот во бившите држави од источниот блок. Добро. Едни беа задолжени да произведуваат едно вино, други беа задолжени да произведуваат шампањац, Разумем. например. Основата за производството на шампањацот е Смедеревката. Таа држава, нашата Смедеревка ќе ја преработи во вино, па ја праќаше во Украина, значи таму да се произведе тој шампањец како држава која што најмногу произведуваше такво вино. А нема лозија. Тачно. Сега, која е за должноста на министрот? Тој мора 4 очи да отвори и да набара решение. Тоа е тоа. Значи, ова, како што го зборувам ова за грозјото, тоа се однесува и на јаболката. Тоа се однесува и на праските. Тоа се однесува на сите земјоделски И на култури. оризот. И на оризот, и на лобениците. Па јас сум знаел кога имало И доматите томатите има исто така. Така е. Значи, видите, ние како држава, со оглед на вкупната површина земјоделска, еве околу 220.000 хектари се во државна собственост, а околу 250.000 се во приватна собственост. Значи, од прилика 450 до 470.000 е вкупниот простор под земјоделско земјиште во државата. Така е, точно е. Да бидеме на чисто. Тоа земјиште не е кој знае Кој колку. знае, да, баш Значи, така. по тој основ не сме и ние голем произведувач. Аграрна Но, земја, да. затоа што сме по бројност мала држава, не сме ни 1,5 Може милион пазар, Така е. ние нашето производство не можеме да го потрошиме само на домашниот пазар и по тој основ ние сме условени да наоѓаме туѓи пазари. Своевремено било многу лесно на тој заеднички југословенски пазар да се пласираат земјоделските производи. Да, да. И тогаш имаше регулатива се додека не се откупи последниот патлиџан од Македонија, Не може да се увезува, увези друго. Така е. Ама еве сега се сменија работите. Од друга страна, ние добивме конкуренција во нашите соседи, конкретно зборувам за доматите, во Србија И во Албанија. и во Албанија. Таму во Албанија имаат климатски услови подобри од кај нас. Потопла клима, поумерена и Така е.
Они се во делот на созревањето на доматите. Многу понапред. Значи се пред нас. Пластеници, топла вода, така натаму. Така. Ние тоа го немаме, ние бевме едно време 25 дена. Имавме и ние пластеници, бичу да се сега. Да, тоа сега сакам немаме. да го кажам. Сега Значи, ние имавме предност 25 дена во созревањето пред србите. така. Многу важно е тоа. Ден од Многу Лесковаc, Врање, Многу важно. но сега тие не стигнаа на некои си 10, па можеби 5 дена. Се сложам со вас. Со посебни системи и методи на кои што ги одгледуваат доматите во посебни... Многу напред се отидени србите во земјоделското производство. Да, Многу и- напред. Многу едноставна работата, но за тоа во една друга прилика. И сега, значи, ние мораме да покрај на традиционалните пазари да наоѓаме алтернативни пазари. Ајде во ред пазарот на бившите југословенски републики, пазарот на Европската унија, меѓутоа па таму бараат стандарди. Ау. Што значи тоа? Прво, калибрација. Значи, сите плодови да бидат Исти, еднакви. исти. Има и дополнителни, како се вика, контроли околу состојките кои што ги содржат тие домати, да нема токсични материи и така натаму. Добро. Некако ќе го поминеме тоа. Но сите купувачи, партнери од, например, земјите од Европската унија, од разделени земји, бараат континуитет, постојана количина, која што ние во еден одреден период, например, месец дена, месец и пол ја имаме, а после тоа не можеме да обезбедиме. И толку. И сега, Тоа е значи, треба да се наоѓаат алтернативни пазари на кои што ќе можеме да кои што не се Ви разбирам потребливи, поентата. Да. кај што ќе можеме да извадиме добра цена, ама во исто време и сигурност кај производителите дека тоа што е произведено прво ќе биде откупено на време, второ по добра цена, платено и наплатено, значи не само да се предаде па да се чекаат парите, него да се плати. Сега тука во делот на таа законска регулатива, што предлагам јас да се направи на новата влада, што мора да го направи. Добро. Прво, комплетна измена, односно носење на нов закон за земјоделство и рурален развој. Тоа е базата, основата на Во кратки црти кажете ни земјоделската која ви е регулатива. поентата? Која е идејата? Од тој закон после тоа Да можат сите да се сите ќе се менуваат измени закони, дополнувања да се направи. што ќе значи ревидирање на сите лиценци на сите откупувачи. Добро. Што сакам да кажам? Добре. Сега тие откупувачи во изминатиот период со сите овие подкраднувања, мора и отворени кражби, Отворени што ги кражби, има, да. станаа финансиски потентни. Значи, Моќни. во ситуација да можат без проблем да отворат банкарска гаранција. Точно. Значи, без банкарска гаранција не може да добие лиценца за откуп. Сега, и тоа не е доволно, затоа што таа банкарска гаранција мора да биде проследена и со општествена одговорност од Субјектот. од субјектот, од правното лице кој Да. што е лиценциран дека ќе откупува. Добро. Што значи тоа? Тоа ќе значи дека ќе мора да ја почитува производната цена на Што ќе одреден одреди производ владата или и бизнес. на тоа да има дополнителен процент кој што ќе биде заработка на Разбирам. земјоделецот. Следново сакам да го кажам. Поведете. Тоа беше многу голема идеја уште додека бев во министерството, меѓутоа не беа стекнати услови за сето тоа. И пред едно 2 години во една тешка расправа на Комисијата за финансирање и буџет, кога се расправаше за буџетот за 2022 година, Така. значи со поддршка на сите пратеници од коалицијата Обнова на Македонија, значи и од ВМРО, ДПМН и од Социјалистичката партија и од партијата на Србите во Македонија и на пратеници од Кавадарци, едва и некако министерот за финансии го прифати мојот амандман за формирање на интервентниот фонд. Сега, интервентниот фонд е една таква алатка за министерството. Добро. Јас предлагав 10 милиони еври да биде. Не може 10, многу се дај 5, не 5, на 3 мислам дека застанавме, меѓутоа после тоа со одлука на влада Се го говори. зголемија. Добро. Кој Да. видео дека вреди.
Што значи тој интервентен фонд? Интервентниот фонд требаше да служи за нивелација на на регулирање на пазарните неправилности, кога откупната цена е пониска од производната цена. Разликата да се направи да се направи нивелација, да им се даде тоа на земјоделците. И тоа се пари исклучиво за земјоделците. Дојде ковид кризата, противзаконски парите од тој интервентен фонд се дадоа за набавка на ѓубриво, не знам за ова, тоа не е тоа. Не е тоа. Значи тие пари се, ја не викам дека ѓубривото не било скап. Ама за ѓубривото од други извори требало да се најдат. Како за нафтата, што како за нафтата. Али не, овој не смее да се чепка овие пари да се трошат затоа што тие се потребни за не дај Боже ситуации кои што кај нас редовно се случуваат. Дополнително на тоа, ние сме сведоци на последиците од така наречените климатски промени. Така е. Тоа се сериозни штети кои што ги трпат земјоделците и кои што не по нивна вина, природата го направила тоа, не по вина на државата, но државата како социјална држава која што треба да води А ние сме социјална држава. Сметка за благосостојбата на луѓето. Значи, покрај тоа што треба да им обезбеди вода, лечење и така натаму, да бидат здрави, мора да имаат и малку поширока благосостојба, а тоа е да ја почувствуваат грижата на државата, еве во случајот на земјоделците, дека кога ќе има некоја непогода, дека ќе им се помогне. Сега, тој закон за обештетување, односно таа постапка за обештетување е толку комплицирана, локалната самоуправа, значи општината преку Советот треба да соодветен да се јавуваат луѓето кои што имаат штети, па да отиде комисија па да провери. И ќе се направи таков записник, тој записник ќе помине на Советот на општината, па ќе се достави до влада. Тоа се случува во Кавадарци. Да, не случајно ги кажам. Тоа се случува во Кавадарци. И за избрзувањето 2021 беше, не знам кога. Ништо не е исплатено. Им се одмилија парите и рекоа фала многу, благодарам. Точно. И тие пари сега да се исплатат? Нема. Тие се обезвредени. Инфлација, обезвредени. Точно. Сега, значи и од кога ќе биде доставена таа, како се вика, тој допис, да речам, за проценетата штета, од локалната самоуправа до владата, се дава таму на комисија која што разгледува и што се случува. Никогаш повеќе од 30% од вкупниот износ не е прифатен. И тоа е повторно голема неправда. Сега, ја предлагам друг начин. Значи, Министерството мора да располага со посебен буџет, со посебни средства. Да не бидат тие буџетски средства на Министерството, туку да е посебни. Еве, нека бидат и посебни буџетски средства, ама само за обештетување на земјоделците. Да има таа непогоди или некои други видови. Така натаму, значи, затоа што ако да не се трошат други намени. Така, наменски да се трошат. Второ, во проценката на штетата на земјоделските култури мора да има представници од Министерството за земјоделство. Зошто? Заради тоа што од парите кои што се во буџетот на самото министерство ќе се исплаќа обештетувањето. Значи мора да има лице, а тоа лице треба да биде агроном, значи стручно, за да може навистина да ја потврди проценката. Ја не викам дека проценките се нестручни, но затоа што се користат државни, односно пари од министерството, мора да има. Да се упрости постапката, значи никој, ја не мислам да им ги одземам ингеренциите на општините и на Советот. Туку сакам да биде поефикасно обештетувањето заради тоа што тоа е повеќе во интерес. Што е тековата година? Кој е интересот на лозарот, ако иде тоа преку Советот на општината, фала Богу има добар градоначалник во Кавадарци, па и тој помага. Помага понекогаш. Точно, ги знам јас сите работи, значи се ангажира човекот и така натаму, ќе се испрати во Скопје, ќе кажат овие 30%, воре тај 30%, ама плати ги веднаш, а не се плаќаат со години. Ако го има тој таа ставка, тогаш би се реализирали сите тие работи многу поефикасно. Истото се однесува и за јаблокарите во Преспа
и за луѓе во Росоман што се со праските, што се судираат со проблеми и така натаму. Понатаму, веќе кога зборуваме за проекции... Завршим, имам прашање за други теми. Да. Само ова сакам да го кажам. Ние 2014 година претходно работевме скоро година, можеби и повеќе, на изработка на национална програма за рехабилитација, реконструкција и проширување на водостопанскиот систем во Македонија. Кавадарци се катастрофа. Катастрофа. Предвидени се предвидовме 22 милиони годишно за 10 години. На некои 220 милиони ги имаше посебно ставено. А кавадарци плата нема за да се. Верувајте, секој каналски правец, секоја шахта, секој вентил, јас со заменикот министер Кољановски ја знам на памет. Лично одевте. И тој бугарски канал у Кочанско и овие вашиве канали овде што се ова сега што се случува Макарија. Значи, како да ви кажам, значи не може жива материја која тебе да ја познава човек. Еве сега пак ќе поднесам амандман пошто буџетот доаѓа во собрание, веќе е дојден, ќе започне овој како се вика расправата, ќе дојде време за амандмани, пак е тој амандман таму. Ама пак ќе ни го одбијат. Нема да биде понатаму така, во случај на изборна победа во што сме ние убедени, и формирање на влада, во која што стручни луѓе и посветени, ама и повторно да бидеме на народна земјоделска влада, нели, они се шегуваат. Не, нас ни треба земјоделска. Не подценуваат, да? Мој мисли дека ни треба таква. Треба. Повторно ќе ја поставиме на дневен ред таа програма, за да може и овде во овој како се вика во Кичево, во Кавадарци, што се случува со водостопанскиот систем, значи и таму каде што го има да не функционира, а не пак да се проширува. И да предупредиме на опасноста околу браната Галиште, да, Чебрен Галиште и судбината на Тиквешкото езеро, кое што у пакет као поклон доаѓа таму. Моја препорака е и мој став, мислење и моје и на партијата и на коалицијата дека владата треба да се воздржи од било какво потпишување на било каков договор. Зошто? Затоа што доколку 200 милиони евра до сега се дадени за една дупка за изградба на коридорите 8 и 10 и владата сега има намера да се задлужи уште со 500 милиони евра кои што повторно би оделе на коридорите 8 и 10, тоа значи 500 и 200, 700 милиони евра. 700 милиони евра е отприлика вредноста на изградба на браната на Чебрен и под никаква опасност да не биде Тиквешкото езеро, односно хидросистемот Тиквеш, на државата, односно да го рехабилитираме, наше да биде и да имаме воден басен за наши потреби, а не за туѓи потреби. Водата, покај храната, ќе биде стратешкиот производ за кој што ќе има големи неприлики. Како што за нафтата, на почетокот овој век беше, сега сте уште повредни. За водата ќе биде потешка состојбата во светот. Димовски, почитувани гледачи, ве потсетувам дека мој соговорник вечерва, не можам да го сопрам, е Љупчо Димовски, поранешен министер за земјоделие, најдолго во претходната влада на ВМРО ДПМН, човек експерт кој лично доаѓал и гледал проблемите во земјоделието, човек кој елаборирајќи го и слушајќи го, можевме да забележиме дека живо ги познава овие материи, меѓутоа тој сега е пратеник. Меѓутоа пред да стане или во тој пратенички дел имаше проблеми со законот. Да. Ви поведува кривична пријава против вас и наводно ви создадоа предмет дека вие сте продавале земјиште во вашиот мандат. Не, тоа беше еден ајде хронолошки да може поведете. Во кратко. Јас бев обвинет за учество во со други министри. 27 април. Уште потешко. Да. Бев на сите тие рочишта. Сослушување. И суден, како да кажам. Но заедно со Јохан Тарчуловски бевме единствените пратеници кои што гласаа против промената на Уставот и против промената на името на Република Македонија. И тоа ми е најголемиот грев кон власта
Зашто? За да Потоа ли ви следуваше, потоа. тебе да знаат гледачите, на некој начин осмета. Јас, министрот Ацо Спасеновски претходно, така. што беше и министрот Михаил Цветков и заменик министрот Христијан Делев, бевме обвинети за злоупотреба на службена должност, Така. не за финансиска добивка или Туку само за злоупотреба, добро. околу наплатата наплатата на концесиите од издаденото државно земјоделско земјиште. Добро. Беше изготвена од страна на Републичкиот завод за судско вештачење на сериозна анализа Добро. на стотици и стотици страници, да речем илјадници страници, во кој што беше клучна една реченица во која што вештакот, ќе го цитирам, има наведено дека министерот Димовски доколку не постапил така како што постапил, ќе го прекршил законот и дека никаква штета Не по направил. буџетот на Република Македонија не направил. Што станува збор? Обвинителството не можеше да го разбере начинот на прибивање на субвенциите со обврските за плаќање Јасно ми е. на надоме за земјиште. вода, за земјиште и така натаму. Тоа што го издаде државата И како ние така. имавме, како да речем, воведена Механизам. пракса секоја година, доколку сака земјоделецот, ако на пример сега кажувам, Добро, условно. добива 500 евра субвенции, Добро. од тие 500 евра ако должи на државата 100 евра за концесија за државно земјоделско земјиште, наместо 500 да добие 400. 400. И Тој е за тоа завршил се работа. подпишуваше Да, договор да. помеѓу него и платежната агенција, а јас го парапирав. Вие 100 евра сте ги земеле како... Ама не, тоа, тие евра се останати Во буџетот сакате да кажете. Во буџетот значи, остануваат како И такви. тоа се Тие потврди. средства не се крадат, него се Меѓутоа, јозат. за жал, јас не добив лична сатисфакција од страна на Добивте институциите. ослободителна пресуда, не така, не. Не, немам пресуда. Дури нема ли предмет? Обвинението е повлечено за Па тоа што не многу постои често никаква- се Да. манипулира вашето име. Па знам, меѓутоа јас не ја добив таа лична сатисфакција, обвинителството да кажат дека нема дело. Немам предмет. Да. Бевме ние со други некои работи условени, но Ви сметаше ли тоа во вашата политичка кариера, Димовски? видите, сите мои соработници... Рековте 2-3 пати дека не добивте лична сатисфакција. Ви значи ли како морал, како... Види, Како јас човек. сум така воспитан, Да, да разбирам. да речем, сум од постарата генерација, ајде, релативно, во кој што Не ве се едно. значи, многу полагам на мојата чест, на угледот, на образот, пред се што се вика. така е. И секогаш сум настојувал за, видите, не станува збор за образот мој личен и за честа и за угледот. Станува збор за моето презиме, Така е. за семејството. Ја не сакам да ги ставам под никаква околност ни во задок на нечии таму зли намери. Сакате да кажете, не сте работели никаков криминал за да бидете Ма таман работа, мислам, исфрлени, повлечено е сето измацани. тоа. Да. Не само за мене, па и во моментов, значи, јавноста знае дека над 2500 луѓе беа буквално под политички не прогон, туку погром, буквално, значи се по судови, по обвинителства, по такви работи и така натаму. Кога се зафатите, рековте пред 2,5 години со ова социјалистичка идеја, бевте ли вклучени во социјалистичката партија со вашите активности или пак политичкото бавење со партијата ви дојде случајно? Вака, ја цело време сум бил Социјалиста, да, значи во времето пред 1990 година Да. бев и член на таа партија која што беше владеачка, да речем, во бившата федерација. Одреден период од 89 година па до 92 како му доаѓа, ја не живеев во Македонија, односно тогашна Југославија, живеев многу далеко од овде. Живеев во Аргентина. И јас после 3,5 години се вратив, кога сите бега од државата, јас се вратив. Ова го кажувам како пример еден за луѓе кои што сакаат да бегаат и да сега сакаат да бегаат, нека останат. Нема ништо поболно кога ќе си илјадници километри и кога ќе дојде она носталгијата, да. Ја следев дека се случуваат промени
и дека Македонија ја добива независноста и добив крила да се вратам назад, како да кажам. Браво. И значи ја малку покасно се вклучив во политиката затоа што не може понатаму да трпам некои медиокритети кои што се така слушани ликови се дава се многу, веќе да. на некои позиции Така во е, државата да. да одлучуваат за судбината Да. и на народ и на Баш државата. така, добро рекот. Еве видовме што се случи Така, во изминатиот период. Добро рекот. Мене јас сум така воспитан, социјалистичката, моите семејни корени се такви. Малку сум, како да кажам, како секој велешенец, малку така задоен со преку гемеџиството, да речем со тие. Убаво човек да има во себе Така. патриотско Свирам ја нешто. моето национално, да. Да. И влегов како член во Социјалистичката партија, понатаму бев избран за извршен секретар во партијата, па долго години бев генерален секретар и првиот соработник на Љубисив Иванов Дзинго и еве сега председател. Во владата на Груевски имавте голема доверба кај премиерот. Па да. Како беше мојот печаток? Видите, земјоделството е многу битен сектор. И тој ресор, значи, во владата беше секогаш од големо значење затоа што ние настојувавме да нема социјални тензии, да нема незадоволства, немири и така натаму. И затоа толку многу се посветуваше внимание на земјоделството. И новата влада исто И така пари и така натаму и Секако значење. Ма видите, значи ние ги предвидовме парите и ги распределувавме парите. Така. Сега да бидеме искрени. Не секогаш сме биле успешни. Апсолутно не може Ама да се постигне успех Не може во сите да никоја бидат сфера, задоволни. а не Да. во земјоделието. Ама знам дека имало искрена и честна намера. Второ, покрај тие пари, ние секогаш заедно сме седнувале со земјоделците кога се носеле закони. Зошто го кажам ова? Мене не ми е потребен закон за да го донесам и да кажам, еве сум донел закон. Ако тој закон не Не го живее. одговара на земјоделецот, Џабе. мене не ми Се не џабе. биде ништо. Сеќавам. Затоа јас сега и со покојниот Велјо Тантаров и со Ефтим Шаклев покоен, за жал. Тебе добри. Па еве сега со Љупчо Политички Аризанов, потасно. како председател на Сдруженијето на своевремено на Артикли, лозови производители, према или со овој мој лик од Трновац, многу близок човек на Аризанов и така натаму. Значи ние војни сме воделе, кавги сме воделе, И пак на крај. за на крај да си подадеме рака, Да. да се Па, напиеме на тоа е чашка, всушност, да, и за да знам дека е во ред. Значи, чумо ми е мене, ако тие не се задоволни, а ако тие не се задоволни, значи ние лозарите генерално не се задоволни. Така сме ги воделе сите тие работи. Ако во ВМРО ДПМН ви се даде довербата на министр или да работи во Министерството за земјоделие, дали би правеле вака како што сега велите? Би го оживотворили ова што го Било кој да дојде, или да инсистирате да се тоа не заврши? било кој да дојде мора да работи вака како што ова сега го зборам и како што Пошто тоа е жива материја, земјоделието не е предмет. Да. Владата е веќе политичко тело, како да Да, кажам. тоа е политичко тело. Ние сме дел од коалицијата. Добро. Релациите со ВМРО нас ни се, како да кажам, одлични. Не изменете тоа од години. Да, значи, пазите, ние сме стабилна партија која што не отстапува своите ставови. Не сме Имаше како мали забегувања со партениците кои дадоа, не вашите партеници кои дадоа. да, подпис. но ние тоа го решивме Да, точно е. на единствено можен начин како што требаше да се реши. И добро, и вредите Тоа тоа. е, ама затоа Тоа е што политичко сакаме да си бидеме чисти и према самите Како нас. партија, како Тачно, да. Така да ништо не е променето, напротив, се уште подсврсти се релациите и на председателско ниво, јас Добро, сум и добро. не само соработник на председателот Христијан Мицковски, председателот на ВМРО ДПМН, туку и пријател, ние сме другари. Зошто? Затоа што во изминативе период од 7 години па ние име споделувано многу малку убави работи, а многу лоши работи сме поминале. И сето тоа не прави прво да бидеме подсврсти, а во исто време уште поблиски. И многу е битна довербата.
Верувате, едно од најбитните работи во политиката. Значи, како што Едно тој има најбитните во мене доверба, исто така имам јас во него и во неговите соработници. Затоа сметам дека еден од најстабилните, ако и не најстабилен партнер на ВМРО ДПМН во коалицијата токму социјалистичката. Како е во Кавадарци социјалистичката партија? Едно време, 90-тите до 2000 години имавте мощно добри поединци, професори, едно ткиво општинско и го паметам лично, многу силно. Каква е сега состојбата после 2013 години? Во изминатиот период опадна значи организацијата. Секаде е нападнато. Тачно. Интересно за политика е секаде. секаде. Тоа што младите луѓе не ги гледаме во нашите редови како што претходно имаше, но еве веќе полека гледаме дека има прогрес. Јас не сум прв пат во Кавадарци, ја доаѓам од време на време, но тие не се толку јавни состаноци. Сега овде доаѓаме токму околу окрупнувањето на нашата општинска организација по неколку основи. Еве еден од тие основи, само ќе напоменам, значи има голема разочараност кај членовите на владеачкава политичка партија која што се декларира дека е лево ориентирана, нема врска со идеологијата, особено не со. Вие сте леви, ако не се лажам. Да, ние сме лево ориентирана политичка партија, но како социјалистичка партија НАН подеднакво на идеологијата ни е иманентно и националното прашање. Разбирам. Значи, пазите, македонските социјалисти уште од времето на организацијата од 1893 година се цело време присутни таму во Раков. Можете значени во клучните моменти на Македонија. Така, ние социјалистите сме биле тие кои што биле во Народно-ослободителниот фронт помеѓу за време на Втората светска војна. Тоа точно. Ние сме биле тие кои што биле во Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, постарите се сеќаваат тоа. И ние сме наследници и на тие македонски социјалисти, и на Народно-ослободителниот фронт, и на Социјалистичкиот сојуз, сега како Социјалистичка партија на Македонија имаме едно многу длабоко историско минато уште од крајот на 1890 година па до ден денеска, со осцилации и подеми. Сега ни еден организам да го земеме, некогаш е подобар, некогаш е полош. Но битно е сега да чувствуваме заживување, генерално секаде низ цела Македонија, еве сега и во Кавадарци, и голем број од тие разочарани членови кои што не гледаат идни на таму каде што членуваат, да најавуваат интерес за да се да предат во нашите редови. Секој што е честит и искрен и кој што ги прифаќа нашите политики, нашиот програма, нашиот статут, е добродојден. Зошто го кажувам ова? Често пати ние на ниво на коалиција разговараме за тоа дека во Македонија е дефинитивно дојдено времето да повторно се изгради националното единство. Значи, во овој момент, јас и со господинот Мицковски јам разговарано, воопшто не е битна идеологијата. Дали сум ја ваков или таков, и дали сите сме исти. Но, за нас во овие времиња, тешки за Македонија, прашања кои се многу важни. Така. Во овие времиња кои што се многу тешки за нашиот народ, единствената идеологија за сите честити луѓе е Македонија. Таа е единствената идеологија. Ние друго немаме. И токму е ова мое присуство и во Кавадарци, затоа што тоа секаде го зборувам, ние мораме да бидеме единствени. Мора да бидеме сплотени, затоа што имаме голем проблем. Ама сериозно голем проблем. Не сакаме да ја лично не сакам да бидам дел од генерацијата која што ќе прокоска можноста да ја изгуби државата и да го запусти народот. А без војна. Само со одлука на зелена маса, што е погубно за Македонија. Така е. Помнам во потешки времиња имало повеќе луѓе кои се сакале Македонија да биде. Сега готово Македонија ја продаваме за џабе. Така е. За среќа има помлади луѓе, интелектуалци, професори, кои што ги споделуваат моиве мислења. Ние сме ретка, уствари единствена политичка партија која што има собствено книгоиздателство. Што направивме? Значи ние имаме своја партиска школа за да ги едуцираме нашите млади социјалисти. Тука беа вклучени, ова е уште многу одамна,
покоен професор Стипе Шувар, тој беше во тоа време председател на Силен Социјалистичката политичар. работничка партија на Хрватска, иначе претходно председател. Многу силен политичар. Да. Покоен академик Мишко Ѓурчинов и ред други професори, академици, интелектуалци. Но дојдоа многу тешки времења. 2017 година во февруар месец ние како политичка партија бевме свесни дека ќе дојде ова. Што не сакавме да дојде и се случи, за жал. Вие тоа знаете како е. И ја напишавме сеопфатната платформа за заштита на македонските национални и државни интереси, така наречените црвени линии. Таа платформа ја доставивме до ВМРО-ДПМН и до Социјалдемократскиот сојуз и ме рековме, еве ви период од 10 дена, прочитајте, анализирајте, ако сте расположени, поверете, приклучете се, да седнеме, да разработиме, да направиме нешто за Македонија. Да. Таа платформа е вовед во онаа резолуција што ја донесе Собранието. 17 година, мислам. Да, ова е 17 година, меѓутоа многу поширок и подлабок. Да. ВМРО-ДПМН моментално ја прифати платформата, Добро. но овие не ја прифатија затоа што они имале други нечести намери. Друга агенда. Тачно. Се случува работи со тој Преспански договор, со подпишувањето на тој договор, со конструирањето и инсценирањето на, затоа што јас пак кажувам, за 27 април тоа е сценарио едно. Не е тоа туку така. Не е случајно така. И тоа ќе вистината секогаш ќе излезе, но јас затоа што со сати седев таму со луѓево, слушавме телефонски разговори, гледавме видеоснимки, читавме пораки, сум уведен дека и другата страна која што кажува дека е невина и кој што тоа не го оправдувам, физички беше пресметана, но за тоа има друга квалификација на тероризам. Зашто не должно браќата наши скапуваат во македонските затвори затоа што сакале да Македонија. Тоа е најголемата трагедија кај нас македонците и од тие причини сакаме да го изградиме тоа единство, за да можеме самите, значи, едно е кога се прстите раздвоени, друго е кога имаме тупаница. Во тој случај ќе бидеме цврсти, за да можеме да се одбраниме. Затоа ми се, како драгоцени пријатели, овие сите професори од Институтот за национална историја, 18 професори ги имаме, со кои што секоја година, а ова година 3, отпечативме книги. Ние имаме свое книго издателство на историски теми, поврзани се со Македонија, а тоа да биде едно добро четиво за овие неразумни во владата, да престанат со националното предавство, за да прочитаат и да видат кое злостворство го прават врз македонскиот народ. И со подпишувањето на тој договор за така наречено добрососедство, и со уште, за жал, подпишаните 2 протоколи со кои што судбината на македонците е запечатена, како што е запечатен влезот на Македонија во Европската Унија. Може ли нешто да се смени? Може. Ако бидеме сложни, све може. Редефинирање на све. Времето не гази, знам дека можете многу да ни кажете. Хартија немаме, прашање подготви немаме, разговорот со господин Димовски го водиме овака. Мило ми беше што бевте гости, ние ќе ја следим вашата работа. Ви стоиме на располагање и во друга прилика да ви угостиме и да ги артикулирате вашите ставови и разбирање за одредени состојби во државата. Повеќе од себе сакал да зборуваме за тоа дека ние македонците мора да бидеме сплотени кон една партија, тоа е Македонија, и за неја да им мислиме најдобро. Бидејќи тоа ни е Македонија не е единственото нешто што ни остана, што би рекол Киро Григоров. Само Македонија. Се друго е илузија. Ми беше задоволство. Во следната прилика, сигурно тоа ќе биде во други услови, јас ќе излезам со конкретни информации за тоа што сакаме да правиме. Посебно во земјоделието, каведарчени ве паметат и очекуваат од нас некој. Сакам да кажам дека лозаните, како што било до сега, така ќе биде и во иднина, да сметаат дека во мене имаат искрен пријател и силен поддржувач.
Ја никогаш нив нема да ги оставам на цедило. Благодарам многу. И ми беше задоволство. Почитувани гледачи, толку во емисијата Отворено за денеска имавме соговорник кој зборуваше на стручна тема земјоделие, поранешен министер за земјоделие Љупчо Димовски. Се надевам беше занимљиво со нас, а пред се поучно и инспиративно за вашите идни чекори. Благодарам и пријатна вечер.